Почитувани, и на пеколно топло време дел од фонтаните не работат и не се одржуваат поради неспособноста на градот Скопје и јавното претпријатие Водовод да стопанисува со нив. Згора на тоа, се чини дека за одржувањето на фонтаните се крие и вносен бизнис. Имено, јавното претпријатие Водовод и градот Скопје тврдеа дека мистериозно е украдена опрема за фонтаните во износ од 60.000 евра. За сега да распишат тендер за одржување на фонтаните од над половина милион евра. Поточно, 580.000 евра вреди договорот кој јавното претпријатие Водовод го склучи со фирмата Хидротек. За 7 фонтани ќе се потрошат 580.000 евра со посебна стапка во договорот за набавка на потребни резервни делови и опрема, што отвара сомнеж дека замената на украдената опрема е многу повеќе од 60.000 евра. До сега немаше одговорност за тоа што пред очите на градот Скопје мистериозно снема опрема вредна неколку десетици илјади евра. Од тука се поставуваат прашањата: дали за додржувањето на фонтаните се крие уште една матна сделка на градот Скопје и јавното претпријатие Водовод? Зошто градот Скопје драстично ја намали чуварската служба од претходно и дали за докрадената опрема за фонтаните се крие можност за уште една вносна заработка на некои фирми? Ако од јавното претпријатие Водовод за адвокатски услуги заработуваше илјадници евра советникот на премиерот Зечевиќ, дали со новата сделка од половина милион евра се крие вносна заработка за некој советник на Заев близок до СДСМ? Колкава е точно сумата за украдената опрема и кој ќе понесе одговорност за ова? Ви благодарам.